Многу неочекувано. По сите мерења на воздухот изминатиот период и високото котирање на македонската метропола на топ листите за најзагадени градови во светот, Скопје доби кандидатура за најзелена престолнина во Европа. Ова е тема која значително ја разбуди македонската јавност, која се прашува кои критериуми Скопје ги исполни за да влезе во потесниот избор за најзелен град во Европа. А токму тоа, денеска и прва Скопска го праша градоначалникот на град Скопје. Според неговиот одговор, градот Скопје апликацијата за најзелена престолнина на Европа ја поднесол на почетокот на октомври годинава, а од пријавени 21 град од 14 земји, Скопје влегол во потесниот втор круг. Параметрите кои што се мерат во апликацијата за зелена престолнина се во 12 различни области, од една страна, од друга страна се гледа што е појдовната точка на градот, кога, да речам пред една година кога јас дедов за градоначалник, што е превземено во текот на таа година и каква е стратегијата за развој, односно справување и со загаденоста и со зголемување на зеленилото. Зелена престолнина не е само зеленило, тоа е начин на функционирање на градот, енергетската стратегија на градот, алтернативниот начин на превоз во градот, кој што сите мерки кои што ги превземавме во текот на оваа година, кои што некаде беа добро пласирани, некаде не беа добро пласирани, транспортот во градот, набавката на нови автобуси, формирањето на градското енергетско предпријатие, сите тие параметри се влезни параметри во прифаќањето на апликацијата. Тоа е причината зошто градот кој што аплицираше пред некаде околу 3 месеци е влезен во еден од 8 градови во Европа кој што треба да продолжи понатаму. Шилегов нагласи дека Европската комисија направила скрининг во повеќе делови од градот и дека активностите што се преземени наидуваат на позитивно мислење. Сепак, следниот период, Скопје ќе биде под засилен надзор, а следната евалуација се очекува во април 2019 година. Периодов кој што доаѓа пред нас ќе биде период исто така на засилен надзор. Следната евалуација ќе биде некаде во април 2019 година. Јас очекувам дека она што како стратегија го работиме, што е накотрпно, што е секојдневна работа, нешто што во нашиот град го немало децении и децении наназад, ќе најде на позитивна евалуација. Сепак самиот факт дека ние успеавме да ја поминеме првата фаза како град зборува за тоа дека Скопје е на добар пат да ги надмине проблемите во кои што живееме. Останати градови кои се во конкуренција да ја добијат титулата Европска зелена престолнина се Будимпешта, Дижон, Лил, Страсбур, Тирана, Бастерос и Каљари.